Граѓаните на Република Македонија ќе избираат градоначалници и локални совети на 15 октомври. Собранискиот спикер Талат Џафери вчера го потпиша решението за распишување на локалните избори и повика на одговорно однесување за време на изборната кампања од сите учесници. Според законските одредби, локалните избори ќе се одржат на 15 октомври, недела 2017 година. Апелирам до сите учесници во изборниот процес во периодот пред денот на изборите и на самиот ден на изборите да се однесуваат во согласност со Уставот и законските одредби, а надлежните институции да обезбедат целиот изборен процес и самиот изборен ден да протечат во мирна, фер и демократска атмосфера, така како што заслужуваат почитуваните граѓани на Република Македонија. Распишувањето на изборите го поздравија политичките субјекти во земјава, а двете најголеми политички партии истакнаа дека очекуваат победа. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија е целосно спремна за настап на локалните избори, каде што очекуваме со нашата програма и кадровска понуда да освоиме најголем број на гласови. На крајот, локалните избори на 15 октомври нема да бидат обични локални избори. Многу прашања не добија одговор од актуелната власт на Заев и Ахмети и Села. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е подготвен за локалните избори, кои што по промената на централно ниво ќе донесат промени и на локално ниво. Поддршката што граѓаните ја даваат на СДСМ и на проектите што носат живот за сите секојдневно расте. Тоа е видливо и од нашите секојдневни средби со граѓаните и од општата атмосфера на слобода што владее во изминатите 2 месеци. Со победата на СДСМ на предстојните локални избори, започнатиот процес на реформи и ослободување ќе продолжи и на локално ниво. Граѓаните по мнозински изборен модел во 2 изборни круга ќе избираат 83 градоначалници, вклучително и градоначалник на градот Скопје. Според законските регулативи, локалните совети ќе бројат од 9 до 33 члена, зависно од големината на локалната самоуправа. Изборната кампања ќе почне на 25 септември и ќе трае 20 дена. Во тој период собранието ќе работи, но нема да се одржуваат пленарни седници, со цел народните избраници да не ја злоупотребат говорницата за промоција и кампања.